Драги граѓани и граѓанеки, доста беше. Време е да се разбудиме. Многу е мал кромидот. Сега го вртиш кромидот, врти. Така сега може и вака. Може вака да, на коцки, на мали коцки. И повеќе никогаш наменито нема да имате борања и грашок. Вие заслужувате бифтек. Ќе го биде за асистент? Па ќе пробаме, ајде. Чекај да видам до крај. Леле, види колку ситно го изсечка. Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре дојдовте во уште едно неделно попладне на Телма телевизија. Ова е нешто конкретно. А денеска ќе ги обработуваме грешките. Постои правило кое вели дека патот до целта е составен од обиди и грешки, но има и нешто друго кое вели дека мудар е оној кој учи од туѓите грешки, глупав е оној кој учи од сопствените, а оној кој што не учи ни од едните, ни од другите, Господ да му е напомош. Во денешнава епизода ќе имаме советодавно тело од 4 гости, чија мисија ќе биде да ни ги отворат очите, но и да си ги признаат собствените слабости. Што заклучил тој? Во што најмногу грешат македонците како народ? А што вели за самиот себе? Која грешка се гледа поголема? Таа во кујната или таа во љубовта? Шеф Марк Де Јонг. Статистиката вика дека колку и да грешат политичарите, народот секогаш им дава втора шанса да се поправат. Пиар на најголемата опозициона партија во земјава Димче Арсовски. После која грешка таа става црвена линија и не дава втора шанса? Ке ни каже Тина Таутовиќ, водителка на контактната емисија Црвена линија на Телма. Стручна и психолошка анализа на грешките, нивното повторување и простување ќе добиеме од психолог Миријана Јовановска-Стојановска. На почеток да прашам дали имате замерка на моите најави. Никако. Не. Нема грешка. Нема грешка. Нема грешка После никако. мисија ќе ви кажам. Добро. Сега ајде на почеток да го одговориме ова со кривање на рака. Велат дека оној кој што учи од туѓите грешки е мудар, оној кој учи нели од сопствените е глупав, а оној кој што не учи ни од едните ни од другите е за Господ да му е напомош. Да видам прво кој е мудар, нека дигне рака. Па јас сум мудар. Учиш од туѓите грешки. Јас учам од туѓите грешки и од моите, како се кажува, глупак не, од кога правиме грешки, се за подобро секогаш. Во мојата професија секогаш е тешко да правам грешки, не можеш да си дозволиш. Таа професија е нешто што треба да бидиш тип-топ одличен секој ден. Од тебе зависи што ќе се случи на маса. Имаме свачи луѓе, дали бизнесмени, дали луѓе од различни професии, тоа да не ги кажеме кој што како. Ако не правиш убаво јадење, може и крајот да не биде уштетен. Така, добро, сега на почеток ни е битно дека ти си мудар. Имаме еден мудар. Добро. Кој учи од сопствените грешки? Добро. Дека сите. И сите учиме? Добро, и онда јас сум за Господ да ми е напомош. Да знаете, ни од сопствените, ни од туѓите грешки не учам. Добро. Тогаш, ајде веднаш да прашам. Значи, која е грешката која што постојано ти се повторува? Ајде, имаш ли некоја таква? Па да, имам, меѓутоа во последно време, да речам, последниве години се трудам да ја поправам, мислам дека доволно имам поправено. Најголема грешка ми било што секаде доцнев, не знам да си го изорганизирам времето. Чекај да прашам, колеги, дали стигна на време гостинот? Да, добро, си ја поправил грешката. Тоа ми беше, да речам, некоја грешка која што ми создаваше некои си потешкоти, барем во функционирањето, да не речам ги навредуваше другите луѓе, што и на вистина подоцна јас го почувствував кога почнав да се менувам на тој план. Тоа е во однос на грешки кои што често ги правам, да речам на некој начин грешки. Инаку грешки во работата се прават секогаш, кој работи тој греши, тоа е онаа позната чувена фраза која што сите се изговараме. Верувам дека не постои човек кој што не погрешил во својата работа. Чекај, после ќе се правдаш. Ти како политичар почна одма да се правда, а ја не сум ни поставила друго прашање. Стој! Да. Прашав која ти е најчеста грешка, ми кажа. Тина. Па јас најчеста грешка, па се не знам во кој Или која ја повторуваш? Во професија лично Како сакаш? тоа е како сакам, па не повторувам грешка, ама сега некако последниве години јас
Веќе време ми е да се сконцентрирам. Што правам? Значи да не скокам во заклучоци. Тоа ми било можеби лекција што најмногу ја научив, дека апсолутно ништо не е како што изгледа и дека има она дајте му време на времето. И друга една многу важна работа. Јас слушам кога ми зборуваат, ама никогаш што од професија, што од темперамент, никогаш зборувам. Во последно време, годиневе наназад, јас почнувам се повеќе да слушам. Да, Тренинг. тоа си доаѓа, така е. Хајде да слушнам. Дали психолозите прават некоја грешка која што се повторува? Да, јас обично правам грешка што не си оставам доволно време за одмор Аха. и си ги прифаќам обврските. Како ќе ми дадат, јас ќе си ги земам. Па некој друг ќе се понуди и јас и тоа ќе го земам. И затоа резултатот е на крај што навистина стално се зарекувам дека ќе една недела сега нема ништо да работам и ќе одам некаде и тоа не се случува ни еден ден. Добро, ништо, после емисијава можете да одмарате, не ви даваме нови обврски. Се надевам никој нема да звони. Да, никој нема да звони. Добро. Добро, сега ајде да прашам јасно и конкретно во однос на мудриот во студиово, затоа што имаме еден мудар, се покажа. Да. Се трудам да бидам мудар. Мудроста со годините доаѓа. Со годините доаѓа. Да, Која е точно така. најчистата грешка која може да му се случи на готвач? Не знам, да пресоли, да му загори јадењето или не знам, лошо да го декорира. Па све тоа, да се пресоли, да се изгори, да не биде сервирано на време. Јас имам проблем, сум, како да кажам, перфекционист. Све треба да биде тип-топ. Тоа е голем проблем што треба да го... е грешка негде. Перфекционизм за мене е грешка. Оти кој си перфекционист, да, бараш секојаш да биде и подобро, и подобро, и подобро. Нешто биде полабаво, полесно и све полесно ќе помине. Ајде од најавата да ми кажеш, во што ние македонците најмногу грешиме, вака кога дојде во... Донија кажи. Македонците грешат? Македонците во што Македонците најмногу се грешат? перфектни. Сериозно? Не грешат. Не. Многу научив на вистина од краткото време што живеам во Македонија. Кажи ми, во што 9 најмногу години. грешиме? Да кажам вистината? Да вистината. Мора. Да. Тој збор што ќе биде. Еве го виновникот. Ете тоа. Не знам дали е само во политика, ама јас го имав тоа. Јас имав таква емисија, вчера дали Имаш да и се таква. изфрли частичката Ние ке. така од етикетиравме на Тоа се го политичка научив во опција. Македонија. Ке влада. Ќе, како? Ке влада. Ќе влада? И се беше ќе биде добра иднина, ќе биде економијата добра, ќе биде правосудството добро кој што треба. До кога? Значи, Ќе. Значи да го изфрлите тој збор. Кажи не го какви беа изфрлисме. резултатите од во емисијата кога го стави тоа? тоа? Различно беше. Значи, генерално не посакаа да се изведе тоа ке. Им дава имаше надеж? интересен коментар од гледач кој што рече наместо ке да се употребува треба збор. Мора. Да, има разлика во треба и мора, Треба нели? да направам. Така, има разлика во треба и мора. Што значи мора, а што значи треба? Па во тоа нема многу разлика, него има разлика треба и мора со сакам. Учи. Како да се обрати, на пример? Затоа што треба и мора е она што го учиме од надвор, од социумот во кој што живееме. Треба да ги измиеш зъбите, треба да одиш на работа, треба да одиш на школа, мораш да бидеш фин или мораш не знам што. Ама не прашуваат што сакаш. Така. Зашто често пати некои работи што мора и треба, нели, се нешто и што сакаме да го направиме. Ние сакаме да бидеме фини и љубезни во општеството, зашто тоа ќе ни помогне да ги оствариме сопствените цели. Така. Ајде, Димса, значи кој збор ќе го користиш сега во следната кампања? Ќе, мора, треба или сакам? Мислам дека ниту еден од тие, барем јас како Димче Арсовски, мислам дека фраза ќе користам, дека е крајно време, дека нема веќе повеќе што да се надеваме на едно, на друго или на трето, туку дека е дојдено времето, едноставно се што граѓаните сакаат да го направиме. Сакам, Време значи да ќе го промени, искористиш. Тоа добро е. Сите ми нагрнавте, учи, слушај, јас како најмал, Па а видиш- воедно како политичар, Види се надевам дека ме гледате како човек од идната
политичка партија која што ќе биде на власт, така да морам да учам и да слушам. Значи, статистиката вика дека најкруцијални грешки се прават во политиката. Точно. Па така, заради тоа си, нели, тука Точно. еден од оние кои што најмногу им обрнува Знаете, кога внимание. ќе кажете јас сакам, тоа е за презимате одговорноста за она што го работите. Така. Значи, презимање на одговорност. А често, знае, нели, да не се преземе одговорност, па да се обвини некој друг Ако кога мора и греши. ако треба, зашто така ми рекле, Така. може и нема да бидам одговорена. Значи ама ако- заклучок не ја работи работата што не ја сакаш. Апсолутно, јас ќе го потврдам тоа. Така ли? Исто во готвењето исто мора да сакаш, да имаш љубов во што правиш, за да го правиш убаво. Тука Сам веќе и јас се престануваш заклучок. да работиш. Да можеш и граб да работиш. сготвиш, нема да ти Треба да го оди. сакаш, да. Зашто мораш. Да. Ајде сега ќе завршам со тебе. Значи, која е најкруцијалната грешка која што ја прават политичарите? Значи, да вети да не исполни, да коалицира со погрешна политичка партија или да избере погрешен лидер на партијата. Што мислиш ти, што е најкруцијалната грешка? Прво... Мислам дека најкруцијалната грешка е да кога веќе ќе дојдеш како политичка опција на власт, да ја загрозиш едноставно иднината на сопствениот народ и сопствената држава. И мислам дека тоа се најкруцијалните грешки на сите да речам владини лидери кои што ги водат не само во Македонија, туку и останатите држави. Се останато се поправа доколку нешто не штима и тоа Се менја лидер, се менја коалиционен партнер. апсолутно имаме со другата политичка партија видовме дека лидерот не можеше зборите да им ги се. оствари Слушај, целите, го за променија. себе збори си. Не, Рековме да општо си давам- превземате одговорност. Самите рековте дека мудри луѓе се што учат на туѓите грешки. Ама така ти се пријави за собствените. Апсолутно, меѓутоа јас како Димчо Арсовски, но политичката партија ВМРО не сум само јас, таму се уште 200 А други твојата, луѓе. чекај сега да прашам, политичката партија, вашата, твојата, учи од собствените моја, на грешки членовите. на членовите? Ајде, политичката партија на членовите учи од собствените грешки или ги гледате туѓите грешки? Мислам дека од двете помалку, доблесно е се признае дека помалку, бидејќи помалку биле собствените грешки, учиме и од собствените грешки, гледаме да се поправиме, бидејќи тоа било причината затоа што сме изгубиле некои претходни избори во минатото, Имам а такви прашања. воедно и учиме од грешките на нашите опоненти, но може да се каже дека и нема па и многу прилики да се учи од грешки на опонентите. Зошто? Затоа што секоја партија си има своја идеологија или политика. Добро. Тина, што е најлошото што може да сгреши водител? Ајде. Или тебе што ти се случило? Нема. Најлошо што може да сгреши водител е да не се подготви и да не е сконцентриран и да мисли на се, освен за тоа што е дојден да се работи. Тоа мислам дека важи за сите професии. Инаку, ако зборуваме за грешки, еве имав долго искуство да работам со деца. Грешките беа добре дојдени. Затоа што се Да, забавни затоа нивните што грешки. мислам дека човек најголема грешка што прави во животот е што се прави против својата природа. Значи, сака да биде нешто што не е, обседната со валидација, дали некој друг ќе каже и ќе потврди и забораваме полека од ден на ден на себе и тоа се зима данок и потоа сме отровни за другите. Тоа за мене во овој период од животот нешто што ми е приоритет и го забележувам кај другите. Така, сега ќе се обратам на психолога, затоа што вика вака. Ако грешката се повторува, тоа веќе не е грешка, туку избор. Сакам ова да ми се објасни. Па да, избор, ама може да е несвесен изборот. Ние гледаме дека нешто постојано повторуваме и покрај одлуките, нели свесни, денеска одлучив од понеделник да не го правам тоа. Или од утре, или од следната недела. И потоа доаѓа времето и одново го повторуваме тоа. Значи, нешто во нас има некој процес на некој психолошко ниво, кој не води кон тоа да ние когнитивно, свесно донесуваме решенија, ама она што е внатре, она што не тера од клетките внатре, води кон нешто друго. Сега за да го откриеме што е тоа што не води, нели би требало да подработиме малце на тоа, да ги видиме тие несвесни процеси, што сме потиснале обично во подсвесното, зашто Фройд вели дека тоа секогаш зборува
особено на овој начин кога ние донесуваме одлуки, а потоа се однесуваме на сосем различен начин. Добро, ова беше првиот круг, вака воведен. Сега одиме на тема грешки во љубовта. Слушате статистика. Дури 70% од жените ја повториле грешката во бирање на ист партнер како претходниот. Иако рекле никогаш повеќе, на мажите тоа им се случува во 40%. Дали тоа значи дека мажите се помудри во избор на партнерите или жените се поголеми оптимисти, демек ќе го сменам? Ајде ти на ти, па вие после. Па овие статистики, сега не знам, не сум толку стручна, ама сметам дека грешките кој повеќе греши во љубовта од мажите и жените не одделам по пол. Мислам дека жените многу повеќе галамиме околу тоа какви проблеми ние имаме љубовни, Кај како го што ми најдов па направи, истиот, да. тука сме драма кралици. Мажите молчат кога сакаат. И можеби затоа јавноста не е информирана. За грешките што се повторуваат, тоа е точно, јас сум се занимавала мора да читаме и да учиме. Значи, јас ќе откриам една работа наназад низ приватниот живот, нели? Во младоста љубевме да кажеме овој ваков, таков, сите мажи не чинат. Ама јас сега љубам да кажам како прво не ми го додели општината, сама си го избрав, а второ сите партнери наназад, ако се горе-долу исти приказни, имаат нешто заедничко, еве јас нема да зборам за други, ќе речам тоа сум јас. Марк, како ти звучи ова? Жените прават почесто погрешни избори? Не знам дали жените прават или мажите прават, за мене повеќе е 50-50. Такви сме, бараме нешто најубаво, како да кажам, најлесно. Жените имаат тој дел што од мравка прават слон, како јас го кажам секогаш. Да. Така ли? Да. Ја многу го кажам тоа дома, за мојата омилена го знае. Чекај, за една ситница ми правиш и на вистина, како кажате, мажите се малку полабаво, полесно, Да. Да они не зборат толку и ако прават погрешни избори. Ете така. Сега се поставува прашањето дали жените, бидејќи сме гласни околу љубовта, дали сме ние толку длабоки во љубовта колку што се мажи. Тоа го зборувам. Повеќе, да. Бидејќи јас повеќе имам мажи другари, отколку имам и жени, ама не ми се непознати. Машката природа не ми е непозната. Добро, Димса, кој поише греши во љубовта? Колку грешки имаш ти до сега во љубовта? Немам грешка, среќна жена. Тоа ми е битно да слушнам. Инаку би се сложил со Марк да често пати жените да прават од мравка слон. Тоа вака ќе се поддржиме ние како машко лобби. Добро. Во оваа емисија, оваа Во просторија. која категорија, во што најчесто правиме ние мравка? Не знам, мислам дека се е до разбирањето. Можеби различно мажите ги разбираат жените, жените ги разбираат малку поразлично мажите и тука настануваат тие, да речам, некои проблеми. Слоновите тука настануваат. Тие проблеми и јазови, меѓутоа да очигледно ако сметаш дека веќе се одлучил дека некој ти е сродна душа, што истото важи и за машкото и за женското, мислам дека низ комуникација може се да се реши. Да, нормално Или е. дали се прифаќаат грешките кои што ги прави, односно маните на тој и другиот? Апсолутно дека се прифаќаат. Мислам дека би било сулудо да постои таа суета и его барем во тој приватен брачен живот или без разлика да е било каква врска, да не се прифаќаат грешките, би било навистина поразително и мислам дека тоа би водело кон нови грешки најверојатно. Не знам, но мислам дека разбирањето и како клучен сегмент би ја одредил комуникацијата помеѓу двајцата, дека ако се разговара за тие грешки, дел може да се поправат, дел не може, нормално едниот со другиот треба да го прифатат. Што може да се смени, што не може. Так. Па ако веќе не си одговараат, тоа е тоа. Нови на избори идеме, ако не си одговара. Да прашам, значи, кои грешки се непоправливи? Има ли некои грешки кои што меѓу мажите и жените во љубовта не може да се поправат? Или све е поправливо? Па тоа зависи од двајцата. Дали ќе седнат, дали ќе разговараат, за тоа зависи од која средина потекнуваат, каков е нивниот склоп на личност, како воопшто животот функционираат, затоа што за едни грешките може да бидат ништо, за другите може да биде слон, или за мажите, или за жените, дури јас не би правила разлика во полот. Може ли тој слонот некако да се намали, знаете, па да биде слонот баш- зајче да стане? Не може мравка, да, ама до значи, зајче да се намали.
Обично јас сакам да зборуваме со дефиниција што значи Ајде. слон. Кога ќе го направи жената, можеби во смисла дека она незината реакција е посилно емоционална. Така ли? За Драма си- правиме, Марк? Како изгледа кога реагират сопругат? По ситници уау, ми прави... Да. Значи емоционално многу посилно. Чекај, Многу. само уште нешто да прашам. Марк, а ти кога ќе се изнервираш, зборуваш на македонски или како се обраќаш? Зависи кои зборови ми доаѓаат први. А ти многу пати треба да мислам по француски и после по македонски. Ама окей, се снаоѓам. Кога се расправаш, знаеш на Да, француски да и кажеш све. Се случува. Се случи Се случува. А Да. како звучи тоа да слушаш? Како звучи тоа, бе, фај, не можам да го кажам. Секако не те разбирам. Не можам да го кажам. Не. Димца, сакаше да додадеш нешто? Не? На една ситуација се подсетив. Мислам, не беше слон ситуацијава, метафорички кажам, а меѓутоа очигледно беше излив на повеќе емоција. Застанат на пресконференција на 1 минута до почнување, ми звони телефонов, упорно гасам, стига порака, зашто не ми креваш? А пред 5 минути сум кажал дека имам пресконференција, викам извинете малце, кажи. Имаше монолог 1 минута, Добро. заврши со гасење телефон, добро, и после викам, зашто? Не, добро, ја ти кажам. Така да... Добро. Слушај, ова што го кажа сега е на твоја потполна одговорност. Јас не знам како ќе реагира сопругата после ова што го изјави. Што туку кажа во претходниот одговор дека разбирањето е начин на Ќе разбере. нормално. Ќе разбере дека се си кажал заради шоу. Па не заради шо, мислам, и таа си го знае дека некојаш така реагира. И стварно ли беше? И јас некојаш така Ајде реагирам да те прашам, најверојатно. стварно беше толку голема причината? Беше слон или беше мравка причината поради која те барала? Не беше слон, ама едноставно некојаш треба да ја угодите на жената да ја слушате. Тоа сакам да го слушнам. Марк, така, Да, нели? точно. Се слегам не 100%, 200%. Да. Ја многу сум среќен, навистина текот на годините и уште повеќе. Како кажав, вие можете да ми видите син, ќе видите, ќе разберете. Текот на годините и уште полесно ќе види и уште повеќе ќе попуштате. Се све зајчиња. Па кој маж нема може ни да знам. биде среќен ако жена му не е среќна? Апсолутно. Никој. Така, жена среќна, маж среќен, така. И после, дали пресконференцијата помина глатко? Нормално. Нормално, тоа е тоа. Ако не ја слушав, можда и ќе бев малку нервозен. Гледаш? Тоа е тоа, добро. А многу е важно да се погодат лудилата, така да кажат. Како беше? Битно е исти апчиња да Се сложувам пиете. со него дека љубовта не е емоција, него е одлука. И тука покажуваш зрелост, ама треба да правиме разлика што се грешки и мани, а што се сериозни патерни на однесување, шеми и грешки кои што може да бидат погубни. За една работа да бидам малку попрецизен, мислам дека жените многу почесто го имаат тој издувен вентил да направат од мравка слони, така. најверојатно повеќе им лесно е и после тоа се однесуваат како ништо да не се случило, додека пак кај маживе мислам дека не само за мене, туку и за сите останати, Ке си би трпите. кажал дека трпат, одеднаш експлодираат. И после ќе кажеме што ти е. Да, Нели? токму така и после тоа пак си почиња тој процес на полнење на линијата на трпење, дека не така, експлодираш до до црвено да линија. дојде. Добро, сега ќе прашам, значи вака, што е поголема грешка? Да му се вратиш на бившиот или да најдеш ист како него? Добро те прашање. Па не, така го беше. И двете работи. И двете се работи ложија? се апсолутно, само што ќе добиеш нова конфигурација. Поубаво ќе изгледа тој па. Тоа е како нели нешто што ќе дозволиш непочитување еднаш, следниот пат ќе биде посилно, третиот пат Апгрейд уште модел. апгрейд, да. Апгрейд на систем. Така да тоа е Добро, мажите кај вас, што е полошо да се вратиш на бившата или да најдеш иста како не? Мислам, добро, окей, женете сте. Не, Нема, друго. не прашувам. Окей. Таму ка што вика? Што е полошо или двете? Разбирам што е намерава, не скараш со сопруг. Не. Сам си почна ти. Па секако е грешка да имаш нешто што да те прави среќен. За кој што замислуваш дека можеби ќе бидеш среќен. Добро, сега вака. Какво е чувството кога ќе си ја видите грешката од минатото? Значи не станува збор само за партнери, туку можеби не знам за коалициони партнери, не знам за некаков поранешен работодавач и така натаму. Какво е чувството кога ќе си ја видите грешката од минатото? Значи, што се викате? Кај ми беа очите? Сум можела и подобро или сум можел и подобро? Да ми оваа памет?
За грешките се најдобро или се викате грешко моја, фала ти? Грешко моја, фала ти. Ама мора време да помине. Така? Добро. Лекција, положен испит. Значи ти викаш грешко Само моја, било фала ти. работава дали сме го положиле со 6 или сме можеле со 10 го положим. Така, добро. Ма, Грешка моја, фала ти, ја направив, не виши доста и ајде. Така е. Одиме, да. Добро. Кој од ова е најдобро, например, вие што Ништо. најчесто слушате? Оно што сум јас сега е изградено врз моите грешки. Така, да, најдобро кажано. Одлично. Да одиме на областа кој работи и греши. Грешки на работно место, значи чии грешки се почести, дали на мажите и на жените. Вика вака, жените на раководните функции прават 3 пати помалку круцијални грешки од мажите. Сега прашањето е, дали дека тие се помудри од мажите, дали може би се плашат од преземање на одговорност, односно на ризик, или пак друго е прашањето дека има многу помалку жени на такви круцијални функции. Ајде, како звучи ова? најмалиот прв одговор. Најмалиот прв да одговара. Значи, дали жените не помалку би, грешат? не би гледал така дали помалку грешат или не грешат, може би изгледа помалку дека грешат затоа што барем во мојава сфера каде што функционирам, годините наназад имало помалку жени на раководни функции, што не сметам дека треба да биде така, сметам дека треба квалитет да се вреднува. Мислам дека тука во еден сегмент би додал дека можеби кога ќе добијат шанса, најголем дел од жените го имаат тој инстинкт за многу попосветеност за тоа што го работат. Но верувам дека не треба да се прави таква дистинкција дали жените грешат повеќе или мажите. Статистиката вака покажува, јас ги најдов овие статистики, затоа сакам да ги гледаме како скоментираме. статистики. Зошто? Затоа што кога ќе добијат раководна функција, без разлика дали е маж или жена, ја добил врз основа на некои способности. Кој од ова најмногу држи вода? Дали жените помалку грешат заради тоа што помалку се на функција или помалку преземаат ризик? Еве, имаат интуиција, да речеме. Не може никој да ме убеди полово да ги делам работите. Значи, одговорен човек, квалитетен човек, значи, може и маж и жена ќе биде одличен лидер ако прво ја има таа дарба да биде лидер. Секој не може да биде лидер, треба да има да е ментално јак, то психички јак, треба да е човек да не истрчува, да не избрзува и да не го носат емоции хај-хуј. Значи, кога ќе превземеш одговорност, еве, ако е раководна, па не дај Боже лидер, тука завршува приказната каде што чекај ми се јави. Тоа. Значи, тука се прави таа селекција не во однос на полот. Жените то скоро има раштркани на сите страни, нормално треба да биде и мајка и што се не, значи превземањето за грижа и за останатите На таа посветеност мислев кога кажав можеби се попосветени во некои делови од функционирање. Да, ама жена ако одлучи, Маргарет Тачер ја вика, Така, ако одлучи, одлучено е. Така. Секој си го заслужува место на светот по тоа што е како човек, односно што ќе понуди. И почита се заслужува, значи не може некој да дојде да ми рече ова е супер и јас речем и да супер. Значи тоа е тоа, не оди по полове. Жена ако е добар менаџер, може да биде фантазија менаџер. Може би ќе има топлината, она мајчинското да не истрча со его. Жена нема такво его машко, нели, јас сум подобар. Ама по друга страна, ако не е само дисциплинирана и јак ментал, знае да понесат емоциите и се тоа на нервна база да се стара многу погрешно. Добро, исто и мислам дека и со мажите на раководни позиции, така да се е до фокусот на работата. Да видиме, во сегашноста разгледавме, да видиме во минатото, што кажувале нашиот народ, што кажувал, имам тука народни поговорки, имам и цитати, значи ќе ги прочитаме, ќе ги скоментираме, генерално се на тема грешки. Може, јас ќе извлечам едно, секој од вас по едно, слободно подај го натаму садат, да видиме како. Сите треба да извлечеме. Сите да извлечат по едно. Не ги отварајте. Не ги отварајте, за да видиме. Една. Марк, ти кирилица научи да читаш? Кирилица научив, текот на годините што сум тука, да. Добро. Ќе се снајдам.
Не читам како писатели нешто така, ама си ги читам. Добро, одлично. Океј. Ајде, од кого да почнеме? Ајде, од тебе да почнеме. Немам нот чрез нас читам. Марке ти помогне, ако не може и Марк, па ти. Грешка е настан чија целосна корист се уште не сте ја претвориле во ваша предност. Па не мора да е грешка. Не сите настани во животот стануваат наша корист. Не сите настани имаме некоја добивка од тоа. Нели? Ама е убава добивката кога многу настани ќе водат кон нешто што ќе биде добивка. Ете, така, одлично Затоа што кажа. можеме да го градиме, да ја градиме така целта. Палце по малце, чекор по чекор, со трпение и да се дојде таму кај што се сака. Одлично, да бидеме трпеливи кога грешиме. Ајде, Тина, што пишува кај тебе? Немам толку долга рака. Ајде. Човекот кој сгрешил, а не исправил таа грешка, прави уште една грешка, и на појако. Така? Добро. Ајде. Што вика? Улела. Ако... Добро. Ние не се дефинираме по нашите грешки, туку по тоа како се справуваме со нив. Дали е така? Да, точно. Точно. Пак ќе кажам, учиме од нашите грешки и плюс доаѓаме, сме подобри и учиме, пак ќе кажам, од грешките. И тоа во све. Пак ќе кажам, во сите професии, дали си политичар, дали си водител, дали си готвач, психолог, учиме од нашите грешки. Така. Ајде, што ти се падна тебе? Луѓето обично своите грешки ги нарекуваат искуство. Ајде. Да. Па, во суштина би требало да е така, но не би се сложил. Најголем дел од луѓето грешките ги викаат грешки. Мислам дека тоа им е најголемата грешка, бидејќи не ги сваќаат како искуство. Да ги сваќаат како искуство би било многу подобро тој процес на учење од грешките. Меѓутоа, знаете како? Кога некој упорно не сака да си ја признае грешката, а голем дел од луѓето, барем кај нас, на ова поднебје на Балканов, сакаат да не си ги признаат грешките, бидејќи ние тука како балканци сметаме дека во се разбираме, се знаеме и така натака. Така да мислам дека ако ги нарекуваат своите грешки искуство и ако се водат по тоа искуство, Чекај сега едно нешто во политичка конотација. Еден лидер на една политичка партија рече народот е во право и кога греши. Апсолутно се сложувам дека народот секогаш е во право, меѓутоа тој лидер така рече бидејќи не сакаше да свати што тој и ти околу него направија претходно. Добро го сврте. Океј. Најдискутирана фраза е изминатите години, Знам, затоа што значи дека вие во политичките партии немате грешки, туку имате само искуства. Не, апсолутно не. Имаме грешки што ги претвараме во искуства. Јас тоа најмалку 10 пати сум го кажал јавно на телевизија, на пресконференции. И што искуства излагања. имате, позитивни или негативни од владењето? Има и позитивни и негативни. Например, градски стадион е позитивно искуство од работење на една влада. Други некои грешки кои што се воочили за кои што сме изгубиле се негативни. Тоа е нормално да си ги признаеме. Ајде сега ќе продолжам во контекстот на поговорките, има вака. Вика, одиме сега на простување, извинување, пошто нели кога ќе сгрешиме, редно е да се извиниме, да ни прости и така. Како вика, човечки е да се греши, а божествено е да се простува. Така беше некако, да. Сега вика вака. Простувањето е привилегија само на јаките, ама некој додал и одлика на глупавите. Ајде да го искоментираме тоа. Може да го искоментираме? Може, ако простувањето води кон промена, за да не се повторува грешката, тогаш е окей, нели? Ако јас простувам некому за да таа грешка одново се повтори и потоа пак ќе му простам и таа пак ќе се повтори и после, нели, како што оди кругот на семено насилство, после првиот шамар, па добиваш цвеќе за да простиш, па потоа ќе добиеш нешто малце поише, па пак ќе простиш и тогаш простувањето не води кон ништо. Ако простуваме на начин да седнеме да разговараме и да се договориме за нешто, макар да биде тоа и разделување или било што, и грешката не се повторува, тогаш си ја завршила работата. Така, сега вака исто.
Јас сум со статистики, ама морам од некаде да почнам. Значи, вика, народ кој најчесто користи се извинувам или извини се британците. Значи, они користат во текот на денот најмалку 8 пати, а најмногу 18 пати викаат sorry, I'm sorry и така натаму. мислат Не знам како е кај белгијците и французите. Исто? Да. Да. Сега, ама народ кој најмалце го користи зборот извини се балканците. Да. Ние не грешиме како балканци, го кажавте. Слушај. Не, това е нешто што ја тешко не можам да го поднесувам. Многу пати одиме во маркети све тоа, луѓето нема, извините ме, пардон. Не. Зашто го прават тоа балканците? Не знам. До воспитување, До воспитување број Или 1. воспитување или егото. Воспитување, его, суети. Ние учиме прво од средината дома. Значи, ние Добро. примаме од луѓето кои што нели се грижат за нас од самото раѓање. Може би многу повеќе од тоа што гледаме него што не зборуваат. Јас сум од едно време каде што многу се внимаваше, односно целиот систем, значи вклучувајќи го и семејството и системот, беа за тоа дека мора да има супер воспитани Точно. Да генерации. се каже извини. Тоа немаше оправдување, не беа формулирани и маскирани во некакви си attention disorder. Денеска тоа е многу популарно, нели? Но имаше ред. Ама не може некој да ти зборува, не прави нешто, а самиот го прави. Така да, за мене, ние сите сме лична карта на нашите родители, односно за домот во кој што сме израснати. Знае ли политичар да се извини наискрено? И дали му се случило на некој политичар? Јас не сум слушнала во земјава. Добро, зашто се извини? Статистики ве се, нели? Немам Баш ме статистика. подсети на Куќен притвор серија на каде што има секоја епизода статистик. Не. Зашто си се извинил? Се извинив затоа што излегов со непеглана кошула на пресконференција. Не такво! Еј! Да се извиниш за грешка некоја круцијална. Ама не сум направил круцијална грешка. Добро, а би се извинил? Апсолутно би се извинил ако погрешам и би сносил одговорност. Но видете... А дали политичарите кај нас се извинуваат? Не сум слушнала да излезе некој да се извини, да рече јас се извинувам, ние сгрешивме, ќе се подобриме или без разлика се извинувам, сгрешив. Многу Видете, Тоа не го би. Подобро да не се извинувате ако не го мислите. Така ли? Призна би дека кажал суштински во моментов од искуство, сега верувам дека луѓето што следат политика повеќе ќе се согласат со мене, а тоа е дека за жал опозициите повеќе се извинуваат во однос Па нормално, пошто имате помала одговорност, Да мислам. остават Сега ти е многу лесно да се кажеш. Да, меѓутоа, ако не се извинуваш и не си признаваш грешки, одиш опозиција. Така да... Чекај се, дали се држиш ти до таа поговорката што вика кој се извинува, како беше, кој си признава, пола му се простува? Па зависи што е грешката. Ја се надевам дека ми прости, што излегов со непеглана кошула, пошто тогаш навака секојаш сум пеглан, морам да признам. Затоа сега не носи кошула. Добро. Мислам дека најкруцијално извини е кога ќе има промена во нешто што е забележано како грешка. Значи, ако нешто ми пречи и укажам, значи тоа е комуникација цивилизирана. Ако видиш дека свесно се повторува, тогаш е грешката одлука и таа е намерна. И тоа е веќе влече дека имаш непочитување кон личноста, упорно грешиш, кажано ти е. И само промена на таа постапка е најубавото извини. А вака луѓето извини и пак постара. Чива грешка беше што ти беше неиспеглана кошулата, твоја или на жена ти? Да, апсолутно ни моја, ни на жена ми. Него кој? Еве да ја објаснам по трет пат ситуација. Не објаснувај само. На 5 минути во долгото на кратко, во 5 минути пред почеток на пресконференција колега ми истура кафе кое што го држам. Беше недела, се беше затворено, отрчав до Рамстор, купив кошула, не работеше оној дуќан доле за хемиско Значи, чистење. колегата е крив. Да ми испеглат и Ситуацијата била така. носев мајца многу шарена, што би ја стел под сако. Се извади, гледај, како политичар. Не се извадив, тоа Знаеш беше што ви е реалноста. најголемиот проблем на вас политичарите, што кога ќе направите грешка, не знаете конкретно јасно, кажувам. Тој грешеше, тоа се случи. Све имате некако
да ми да објасните на Таа широко, косула на не долго, била- нели? Меѓутоа, Не била изгужвена, таа на коцки била. на коцки беше. Гледаш, и немало ни да се примети. Не, не, јас Нели? сам си пишам. Тина, чекај сега Тина ќе ја прашам, нели во телевизија? А може би ќе беше виштинско освежување да се појавеше во шарената мајца. Значи да излеземе Сите од ќе зборат. таа шема на Значи Не имаме ми е рол една, модел Еди Рамо. имаме една игра за вас, значи за мажите, ќе играат, меѓутоа само да прашам ова, како вие простувате и дали воопшто простувате. Значи вака. Во која реченица се пронаоѓате? Лесно простувам и веднаш заборавам, памтам па враќам, простувам и прецртувам, простувам и заборавам или простувам ама не заборавам. Ти? Да бидам брутално искрен, последната. Исто. Значи простувам, не Не заборавам. заборавам, да, за да не да приметам ако повторно истата грешка се случува, да може да Добро, превенирам. ајде. Простувам, не заборавам. Исто, просто не заборавам, тешко да. Епа, јас ако имам доволно време, поминувам низ сите фази. Така, и на крајот остануваш не И заборавам. на Шо ти да биде да крај намириш? викам, добро, ај сега можам да продолжам со животот. Така ли? Добро, одлично. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве, сме назад, значи тука имаме една говорница која што му е многу блиска на мојот гостин од десната страна, меѓутоа далечна е на мојот гостин Марк. Меѓутоа денеска ќе се обидеме да пробаме да видиме колку грешки ќе направи Марк доколку е во улогата на Димче. И можеби ти предстои некаква политичка кариера, никогаш не Не се знае, знае. никогаш не е касно. Некогаш не е касно. Да му замериме рейтингот пред. Да го измериме рейтингот. Ќе видиме рейтингот на емисијата ќе После ќе покаже. ме сака до ден на парте мора. Види, он е прв со кого си во... Дај му Мислам шанс. дека сам си кажа дека е мудар, знае да одлучи. Така ли? Знае да одлучи што е во пат, што е на... Ќе ги смени печурките. Ќе видиме после дали ти ќе бидеш во неговата партија. Значи, Марк? Ајде. Ајде, Марк. Окей, Дали па. има дали има аплауз пред да почне прес или не? Не. Не, Мислам дека тоа се случува само кога објавуваш резултати. Добро. Марк, можеш да си го прочиташ. Ајде. Епа добар ден на сите. Драги граѓани и граѓанеки, доста беше. Време е да се разбудиме и да излеземе од зимскиот сон. Доста спиевне, доста чекавте подобро утре. Време е. Од вас, од нас зависи днината. На работа, на труд, на гласање. Да изгласаме и конечно да го ослободиме овој народ. Гласајте. И повеќе никогаш на менито нема да имате борања и грашок. Вие заслужувате бифтек и морски плодови. Јас ќе ви го сготвам. Многу ми беше смешно, ама супер ми е, на вистина. Прашам кој го напишал говорот? Немам појма. Дичико, да сме опишувале ние од двома. Марк, ти благодарам. Браво, Марко, одличен да ти Така, честитам. ајде, може да те замени. Повикав пристапница да донесат да пополниш да те зашилниме во ВМРО. Ајде ќе видиме, ќе разговараме на крај на Ќе емисијата. разговараме, чекај сега. Да ги, Добро, сега да видиме. искупам прстија. Мислам дека Марк ќе биде подобар во мојата професија отколку јас во неговата. О, се слуша. Да, да се видиме, обидам. чекај, може да се Мислам ти поместиме? супругата ќе биде многу среќна дома. Дома да видиме, добро. Готвам јас по можеби, дома, знае. Не знам, ќе Пријателите видиме, знаат исто. ќе Ама не е видиме добра како позиција ќе за да се како ќе се покаже дали прв пат ќе имаме во емисија како политичар плаче, не знам. Мислам дека такво нешто нема да има. ова е на домашна како да кажам место, како бабите си прават дома, он фа окей, да. Димче Готвач си- нема не Јас седи. си ја негувам и си ја почитувам традицијата македонска. Глеј колку фазла стврли море, треба да се штеди. Не, тоа се употребува за после, за се фон се употребува, става, апсолутно, да. Да, во кујна се употребува. Мислам не се дека фрли. ти си го донела затоа сега. Исто така треба да се однесуваме и со државните ресурси. Значи, не вака, туку Ама да ножот се е добар, штеда. ножот сечи. Се гледа ти Сече, сечи. сече. Пази прстите, Многу е мал кромидот. сега го вртиш кромидот, врти го врти. Така Сега може и вака. е. Може вака да, на коцки, на мали леле, коцки. леле, значи ти готвиш, Браво си, знае. Што готвиш најмногу? Зависи, мислам дека вака како човек кој што многу јаде месо, Добро. свинско месо највеќе, не знам зошто е едно од поомилените.
Браво, може да Сечкај, се каже, сечкај. Дур збориш сечи, сечи тоа на супер. ситното. Не е проблем. Па треба да правам. Не ми намерно чека да плачимо, Чекам, дур не се расплачи, има да сечеш. Не, се снаоѓа, навистина. господине. Снаѓа, Марк. Браво. Ќе го биде за асистент? Па, ке пробаме, ајде. Чекај да видам добро до крај. Нека Леле види колку ситно го изсечка. Не, браво си. Не се а видете. Кога навлегуваме да работиме нешто, треба да бидеме темелни. Добро. Не, одлично. Добро, Марк, Сега, ако окей, случајно, значи го отпуштат од партија, не дај Боже, може ли кај тебе да дојде? Па ќе преме на ресторан заедно, ќе го објавуваме менито пред влезот и све. Он ќе биде ораторот. Да, ваш избор, ба да, така точно, така да. Не може, има Ресторанот за нашите и вашите. да. Одлично направено. Аплауз заслужуваш и ти, Димче, одлично сработено. Драго ми е, види, ситно, ситно направено. Си е педантен. Што би рекле Одлично, во да. Америка, што не ќе направи во емисија или во ток-шоу за да го гласа на. Гледаш ли? Сам си го кажа. Шегувам. Ба све мешана политика, јако, браво. Тоа е Браво, тоа. да. Одлично, ми се допаѓа. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи, нашите драги пријатели од Меркур подготвија за вас подароци, за вас домаќини, значи имате прекрасни подароци, кои што, еве дома за сопругата, еве повели, ќе ја поздравиш многу. Ете така, тоа што звонеше во емисија, ќе ми кажеш после зашто те искритикувала. Ги имате сите подароците и ќе ви подарам, а ова е паста за чистење, значи чисти се. Значи ќе пробате, освен викаат нечисти гревови, ќе пробате во партија па ќе ми кажете да не чисти и гревови. Добро, а дефинитивно чисти мирис од кромите, да знаете. И вам ќе ви се заблагодарам, драги гледачи. Ако сте направиле грешка случајно и не сте не гледале во живо, односно во премиерата, тогаш можете да ни следите на YouTube, на Facebook, на Instagram, на нашиот TikTok канал. Не заборавајте, значи секоја недела во 17 часот на Телма нешто конкретно. Ние сме позитивната страна на дебатните емисии. Ве поздравувам.